Кога ќе се спомене земјоделство, сите гледачи би помислиле дека би се дебатирало во ова отворено студио за специализирани теми во областа на производството на храна. Но производството на храна е стратешко прашање кое заедно со енергетиката ја носат стабилноста и независноста на една земја, особено економска, особено во поглед на семејствата и нивниот буџет. Затоа и сите прашања во областа на земјоделството и производството на храна треба да бидат дополнително преиспитани пред да се донесат било какви одлуки. Во таа насока, новата извршна власт во Република Македонија најави измени во политиките кон производството на храна. Затоа со мене вечерва во студиото се магистар Игор Златков, поранешен директор на платежната агенција и поранешен директор на Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството, како и професорот Драги Димитриевски, агроекономист и поранешен декан на Факултетот за земјоделски науки и храна. На почеток споменав колку е важно производството на храна за стабилноста и независноста на една држава. Се најавија измени кон она што се нарекува субвенции за земјоделците. Па првенствено, што донесува субвенциите за земјоделството и развојот на земјоделството во Република Македонија? И второ, како овие измени ќе влијаат врз него? Професоре? Добро вечер до гледачите на вашата телевизија. Почнувајќи од, би рекол, 2006 навистина се направи радикални промени во водењето на земјоделските политики. Во сите три главни сегменти на водењето на политиките. И тоа, како во делот на институциите, во законите со политиките и во буџетот, кој што секоја година рапидно се зголемуваше и ги поддржуваше мерките на политиките кои што беа носени. Она што ме прашувате како субвенциите влијаја на земјоделството, секаде во светот, па и кај нас, земјоделството не може да биде оставено без одредени државни поддршки, а пред се без финансиски поддршки кои што ќе го следат остварувањето на доходот на земјоделските производители. За жал, долги години ние земјоделството го имавме оставено, би рекол, на страна, на маргините, од осамостојувањето на Република Македонија, па дојде периодот на онаја, би рекол, несрекна транзиција, односно приватизација на земјоделските системи, каде што голем дел од сето она што беше поставено хоризонтално и вертикално во врска со системите се уништи. 1998 година до 2002, значи таа влада тогаш на ВМРО ДПМНЕ покажа одреден, би рекол, сенс кон земјоделството, се обиде со некои потези да го врати целиот систем. Беше кратко времето од 4 години. Знаете, во земјоделството нема брзи резултати. Потоа повторно настанаа промени, повторно некако Социјалдемократскиот сојуз се однесува чудно кон земјоделството и во тој период од 2002 до 2006 не видовме некои значителни промени. Она што долго време можеби и ние како наука сме се залагале, конечно го видовме со доаѓањето на власт на ВМРО ДПМНЕ во 2006 година и сето ова што се случи. Значи, промена радикална на нови институции, зајакнување на постоечките, систематизирање на политиките, донесување на законот за земјоделство и рурален развој, значи и еден комплет на закони кои што ги поддржуваа политиките, ги стабилизираа и на крај сето тоа со еден буџет кој што, ако го компарираме со она што беше пред 2006, се зголеми за цели 25 пати. Значи стигна до една бројка од 150 милиона. Се изработеа стратешки документи
во Министерството за земјоделство, по кои стратешки документи беше насочен развојот на земјоделството. Беа утврдени, значи, слабите страни и проблеми, за нив беа изградени мерки и преку буџетот се отпочна еден процес на отстранување на тие слаби страни во земјоделството. Можеме ли... Само да докажам. Значи, не може да кажеме дека се е отстрането во тој период. Меѓутоа, голем дел од субвенциите придонесоа. Дел од подсекторите во земјоделството да достигнат одредени стандарди, да го зголемат своето производство, да можат да излезат на странските пазари и не случајно е трократното зголемување на извозот на земјоделско-прехранбениот комплекс од Република Македонија. Во дел од подсекторите изразено негативни тенденции кои што беа зафатени беа стопирани и на некој начин се стабилизираа состојбите и постепено имаме и одредени подобрувања. Програмите за рурален развој дополнително придонесоа за подобрување на целата онаа инфраструктура и подобрување на квалитетот на животот во руралните средини, кои што им придонесоа за сепак на некој начин да дел од она население почувствува одредени придобивки од тие политики на руралниот развој. Значи, придонесот на субвенциите секако треба да се гледа во овие светла. Значи, во светлата на одредени параметри кои што денес може да се покажат. Значи, да се изанализираат во текот на целиот овој период кој што измина. Значи, тоа што ме интересираше и сакам да го доловам за гледачите. Вака научно добро звучи, но ајде вака да го објасниме, да доловиме. Кои беа тие негативни тенденции кои што беа стопирани? Што беше тоа што беше поттикнато и трето, колку е во целиот тој комплекс точна она поговорка силно село, силна држава, што тоа значи за руралниот развој? Што е тоа што субвенциите придонесоа? Само еден пример. Ги памтиме сликите на палењето на тутунот, на проблемот со тутунопроизводството, кое што зема една тенденција на сериозно опаѓање. Иако тутунот во светски размери можеби нели е култура која што се напушта и така натаму, меѓутоа за Република Македонија е извонредно важен. Тоа е главна извозна култура од земјоделството. Доколку, значи, немаше сериозна поддршка од тие 60 денари за килограм тутун, ние денес дали ќе зборувавме за тутунопроизводство. Да не заборавиме дека помеѓу некаде околу 35.000 семејства во Република Македонија екзистираат од производство на таа култура. Таа култура, доходот кој што ќе се создаде од тутунопроизводството не може да се замени со друго производство. Со култура која што би ја прифатиле земјоделците, би го замениле производството на тутун и би оствариле доход со кој што би живееле. Значи, тој доход кој што го остваруваат, да не зборувам сега и во другите делови, сигурно може господинот Златко подобро ќе зборува, затоа што тој директно учествувал во агенцијата, но негова специјалност е тутунот. Но само да кажам, само да докажам. Значи, зголемување драстично на откупните цени на тутунот и оваа буџетска поддршка која што навистина им даде една сигурност во остварување на доходот на земјоделските производители. Има и други подсектори. Да го земеме лозарството, овоштарството, дури и во преработувачката индустрија. Ако погледнеме дека во тоа време ние знаевме за еден-два типа вино, денес во Република Македонија, мислам дека, ако не се лажам, последниот податок беше 86 регистрирани винарски визби, кои што ја збогатија понудата и го
подигнаа силно квалитетот на македонските вина. Македонското вино денес е познато не само по тъга за југ, како што го знаевме, него денес можете да најдете многу типови вина кои што се пласираат надвор од Република Македонија. Така. Да му Значи, има и други сектори, така да тоа магистар Златков, реков дека тутунет е ваша специјалност по науката, нели, по образованието. Вие сте, реков, и поранешен директор на платежната агенција и поранешен директор на Агенцијата за потикнување и развој на земјоделството. Напомена професорот за оние слики од порано за палењето на тутунот од тутунарите, незадоволни од, нели, соработката пред се со државата и со откупните центри. Меѓутоа, во овие десетина години изгаснаа тие слики на незадоволство, на изразување на незадоволство од земјоделците. Нема веќе, нели, се сеќаваме од тутунарите до оштарите, до сточарите, па млека се истура на улица, тоа згасна, го снема. Вие, како директен учесник во она што се бројки, во однос на она што се исплатени субвенции, во однос на она што е квота на земјоделство како изработено и во однос на земјоделци, индивидуалци или, нели, задруги. Колку беше зголемен обемот на македонското земјоделство? По обем, по површина, по производство, колку тука влијаеше оној дел во субвенциите? Вака, да се навратиме малку историски, по самостојувањето, Македонија остана со своите 25.713 км квадратни површина и 2 милиони народ. Од тие 600.000 хектари земјоделско земјиште, необработливо, туку земјоделско земјиште, поделено на 180.000 земјоделски стопанства. Кој правен, кој индивидуален. Што е тоа што направи државата за да може да обстанат тие 600.000 хектари, односно земјоделците да остане минимум почетниот број, односно во секоја година да се зголемува. Па дури и млади земјоделци да се вклучуваат во земјоделството. Се зголемија ли земјоделците? Се зголемија. Со помош на мерките што ги спроведе владата, со сигурно се зголемија. Што се случуваше на почетокот? Значи, после 91-а, никој не мислеше на земјоделството. Сите, предпоставам дека во тоа време поважно беше продажба на имот, создавање на Министерство за образование, култура, медицина и така натаму, но земјоделството беше како една секундарна гранка. Иако, сами рековте, богато село, богата држава, за некој тоа не важеше. После 2002 тогашниот премиер Бучковски, ако се сеќавате, вети дека на тутунарите ќе им биде исплатено субвенции со цел да има мир во државата, затоа што имавме прво ниска просечна откупна цена од 82 денари, зборуваме за 2004 година, на тоа дополнување дека ќе нема субвенции беше многу разочарувачки за земјоделците. Дел од земјоделците го стопираат патот од Струмица кон Штип, другите целиот плетвар беше блокиран. Вети дека ќе бидат исплатени 15 денари во државата, потоа како голем број на земјоделци кои што работат тутун, им беше ветено дека ќе се исплати само на тој регион, односно Пелагонија, за на крајот да не биде исплатено на никој. Тогаш настана тоа палење на тутуно и блокирање на патиштата. Што се случи во 2006? Кога 2006 дојде ВМРО на власт, приоритет не беа земјоделците. Затоа што тргнавме токму од таа изрека, вие што ја кажавте, богато село, богата држава. Не може ние да се храниме со производи од други држави. Тоа што го направивме е веднаш експресно, беше исплатата по 15 денари за килограм откупен тутун во откупно предпријатие за секој тутунопроизводител. Не селективност, не по регион, не по човек, не по раса или по партиска припадност, туку за секој тутунопроизводител. За да во 2008 година стигнеме на 45 денари, а потоа и на 60 денари. Ако споредиме сега што се случуваше во Македонија со тутунопроизводството, за разлика од другите некои држави што ни се блиски на нас, а познати по производство на ориентален тутун, ќе видиме дека Турција од 300.000 тони падна на 52.000 тони производство од цела Турција, Грција од 80 на 16.000 тони, додека Бугарија има 21.000 тон производство, а во блиско минато имаше негде околу 60.000 тони производство. Зошто сега само во Македонија останаа 35.000 земјоделски стопанства што се занимаваат со тутуно производство и стабилно производство на тутун од 24.000 тони. Дури за 2017 година имаме пријавени договорени количини до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство од 24.000 тони. Затоа што субвенциите го одржаа тоа. Светска здравствена организација налагаше намалување на производството на тутун. Што се случи во Бугарија, Турција, Грција.
Ние останавме на исто, затоа што, како што кажа професорот, некои земјоделски производители не можеш да ги убедиш да работат нешто друго, затоа што не дека нема да го работат, затоа што немат услови за друго работи. Например, Кончи и Лубница. Тоа Конче е општина близу Радовиш, Лубница е село кое што припаѓа на општина Кончи. Освен тутуно производство, највисок квалитет на тутун во тие места, не може ништо друго да се произведе. Општина Долнени, каде што се Дебреште, Житоше, Лажани, каде што има негде околу 1600 тона производство само во тие три села. Не може ништо друго освен тутун. Тополчина и Рековци нема ни систем за наводнување. Која е таа друга култура која што ќе издржи без наводнување? Односно, доволно е само едно освежување или пример врнежи од дожд за да издржи културата и да има стабилен принос. Во Грција имаме негативна субвенција за сите они кои што нема да произведуваат тутун. Тоа значи ако до минатата година имал тутун, сега државата му дава субвенции да произведува било која култура да не произведува тутун. Претходната власт направи се да го одржи стабилно производството. Не само на тутун, на било која друга култура. Може да критикуваат дека немало зголемување на производството, немало зголемен извоз. Може и не треба толку зголемен извоз да има. Доволно е ние да се исхраниме самите себе, доволно е културите за кои што знаеме традиционално да работиме, за кои што имаме институти за нивно производство, за кои што имаме факултети во државата, да почнеме нив да ги одржуваме, да ги негуваме. Така. Не е се во авиоиндустрија или индустрија за мотори возила. Има нешто што се вика и земјоделство во државата. Сега, ова дадовме еден осврт за тоа што се случуваше и што значеа субвенциите. Ајде сега да одиме на критиките и она што се вели новата извршна власт, нови политики во земјоделството, нови политики во спроведувањето на субвенциите и воопшто производството на храна. На вашиот, професоре, став дека ќе се намалуваат субвенциите, имаше реакција од владеачката партија, дека нема да бидат намалени или укинат субвенциите и потоа се вели дека преку одговорен пристап ќе се обезбедат нови 10 милиони евра за програмите за поддршка на земјоделството и дека всушност субвенциите се користени како инструмент, биле користени како инструмент за уцена и притисоци. Еве, бидејќи тука е директно човек од платежната агенција, се користи али за уцени и притисоци? Вака. Ако некој не знае како работи начинот на исплата на субвенции, можеме одма да го објасним. Значи, тоа е програма која што ги вади субвенциите по мерка. Например, ако треба да се исплаќа говедарство, сите оние кои што се занимаваат со говедарство и се внесени во единствен регистар на земјоделски стопанства, но во исто време и аплицирале за субвенции, системот ги влече, кажува колку има пари за пребивање, односно ако е долг спрема државата, сето друго се исплаќа. Дури ни директорот, па дури ни министерот, па мислам дека ни премиерот не може да нареди на некој од платежна агенција да му рече од програмата исфрли го тој, затоа што цела програма ќе биде закочена. Секој оно што е аплицирал и има право, ако поминала контролата и ако е се во ред кај човекот, односно земјоделецот, ќе биде исплатен. Значи се исплаќа по мерки, не се исплаќа по селективност, не се исплаќа по човек. Во оваа држава се обезбедија 160 милиони евра исплата во последните неколку години и за наредниот период до 2020 година. Така беше проекцијата на ВМРО да помине. Може само како критика, односно како обвинување да служи дека не имало селективност. Може да, ако некој е способен да извади список на земјоделци кои што се припадници на било која друга партија и да видиме дали не им е исплатен. А може да се извади список на членови на ВМРО да видиме дали на сите нив им било исплатено. Еве, например, да отвориме список на земјоделци кои што добиле по програмата за млад земјоделец 10.000 неповратни средства. Да види дека сите што аплицирале и што биле согласно правилникот за работа и уредбата на Агенцијата за финансиска поддршка, биле одобрени и биле исплатени, експресно биле исплатени, не се чекало. Во ИПАРД програмата, сите што аплицирале и сите што го поминале патот до крај, значи достава на документи, контрола, сите биле исплатени, односно сите биле одобрени па исплатени. Не треба да се служиме со лажни обвинувања дека субвенциите биле селективно исплаќени. Во никој случај, нити па новиот директор, нити па новата власт тоа не може да го направи, освен ако не го смени целиот систем на работа на платежната агенција. Затоа и се направи таква уредба за работа на агенцијата, за да нема селективност. Тоа не е можно, значи да се прават одредени, директорот убаво образложи, бидејќи и самиот закон за земјоделство и рурален развој дефинира
дека субвенциите ќе се делат на сите оние производители кои што ги исполнуваат условите. Од вас го очекувам образложението во овој дел дека како велат дека таа партија нема да ги намали или укине субвенциите. Меѓутоа, веќе ги спомена младите земјоделци. Ако веќе се оди по принцип, неисплата на земјоделци, по учинок. Не, сега ќе се вратиме на тоа. Ќе се вратам, само сакав да се надоврзам дека Законот за земјоделство и рурален развој е јасен и тој не прави разлика никаде, ни по региони, ни по територија, ни по етничка, ни по било каква друга припадност. Сите што ги исполнуваат условите кои што ќе бидат запишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства и кои што си аплицирале на време и каде што се е во ред со условите за исполнување, сите добиваат. Тоа не може да се случува бидејќи ние имаме изградено, лично сум учествувал во изградбата на јака институција, тоа е Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, која што е акредитирана во Брисел и која што менаџира и европски пари. Секоја злоупотреба, било од кого да е, ќе значи одземање на акредитацијата и ќе бидат ускратени македонските земјоделци да користат европски средства од предпристапните фондови, конкретно ИПАРД средствата. Сега ова што ме прашавте, за кое што ја видов реакцијата на Министерството или на Социјалдемократскиот сојуз, реакцијата воопшто не отиде во насока на аргументите кои што јас ги изнесов. Значи, моите аргументи воопшто не се однесува на тоа дали ќе има или ќе нема субвенции. Моите аргументи беа визави јавниот настап на премиерот Зоран Заев, кој што најави нови критериуми за добивање директна поддршка на земјоделците. Такви нови критериуми. Да подсетиме, нема да има субвенции за оние земјоделци кои нема да остварат поголемо производство од претходната година. Значи, за 10%. За 10%. Значи, на тоа реагирав и како професор на факултетот, и како струка, и како член на партијата, која што навистина ги застапувала барем најголем дел од заложбите кои што сум ги имал, дека земјоделството мора силно да се поддржува. Зошто велам дека не одговорија на аргументите? Јас зборувам дека доколку се спроведат и се воведат новите критериуми, со тек на годините, голем дел од сите оние земјоделци, мислам дека околу 100.000 имавте земјоделски стопанства, 90.000 регистрирани. Околу 90.000 регистрирани, секоја година ќе се намалува тој број. Зошто? Заради сите оние аргументи. Најпрво, репер, односно критериум за зголемување за 10% во наредната година, не може да се воспостави во земјоделството, бидејќи производството, односно количините на произведени производи, не зависат само од земјоделецот. Земјоделството е производство на отворено, кое што е под силно влијание на климатските услови, под силно влијание на биолошкиот карактер на самото производство. Земјоделството, секоја година земјоделците прават одредена односно сеидбена структура поради користење на плодоред. Во една година некои од културите излегуваат од плодоредот. Вие ги немате во наредната година, а некои нови култури влегуваат. Сега, дали таа нова култура, која што ќе биде застапена... Со што ќе се спореди? Не, со што ќе се спореди и дали таа култура ќе биде поддржана наредната година. Да речеме, често пати овие житните култури со окопните култури. Еве, оваа година имате пченица, наредна година може на истата површина да имате пченка, значи веќе немате како да ја споредите, ако е тоа. Нашите земјоделци, голем дел од земјоделското производство го реализираат на зелените пазари или на кванташките пазари. Воопшто не се евидентира количината на производството. Дали тие земјоделци, значи, ќе бидат поддржувани, бидејќи немаме евиденција за оствареното во минатата година. Во одредени производства, кај долгогодишните насади,
Дали да речеме кај оние производители, грозје, кај овош, производители на овоше, кај дел од производителите на фуражни култури, кај луцерката да речеме, после одреден период, ако земјоделците се при крајот на експлоатација на насадот, нормално е да имаме намалување на производство. Дали тие ќе бидат исклучени? Кај сточарството, за една година да се обезбеди зголемување од 10% на производството е просто невозможно. И значи и овие производители, значи сточарите, со тек на време нема да може да пристапат кон буџетските поддршки. Значи, ова се аргументи. Значи, јас воопшто не зборувам дека ќе ги укинат субвенциите. Меѓутоа, факт е, бидејќи ова е стручна работа, дека сите овие аргументи ќе доведат да голем дел од производителите со тек на време нема да може да ги користат субвенциите во земјоделството. Доколку, значи, навистина се утврди овој нов критериум. Не гледам друг начин како да се покаже и да им се укаже на луѓето кои што ги креираат новите мерки, дека оваа работа навистина ќе води кон можеби они ќе мислат дека нема да ги укинат. Меѓутоа, практично ќе биде невозможно за тие земјоделци да може да искористат дел од средствата. Бидејќи постои во Република Македонија Агенција за поттикнување и развој на земјоделството, тука го имаме и поранешниот директор, ќе се навратиме за тоа околу креирањето на политики, но веднаш по рекламите. Еве не повторно во отвореното студио. Денеска со мене се магистар Игор Златков, поранешен директор на Платежната агенција и поранешен директор на Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството, како и професор доктор Драги Димитриевски, агроекономист и поранешен декан на Факултетот за земјоделски науки и храна. Разговараме на тема предизвици за производството на храна во Република Македонија, односно новите политики на извршната власт во насока на промена на систем на субвенции. Па се спомена тоа дека се подготвува онаа нова програма која што беше најавена, дека нема да има субвенции за оние земјоделци кои што нема да остварат поголемо производство од претходната година. Како што беше посочено, во моментов финишираат нели плановите за ефикасно субвенционирање. Како сушност таа агенција за поттикнување и развој на земјоделството? Оттаму ли произлегла таа иницијатива? Еве, дали вие се уште комуницирате со... Вака, прво нешто да подрачистиме. Не дај Боже да се исполни тоа што го прочитавте, дека ќе има намалување на субвенциите, односно доколку нема зголемен принос од 10%, нема да добие земјоделецот субвенции. Верувајте дека наредниот ден цела Македонија ќе биде пред влада. Субвенциите не само што го држуваат земјоделското производство во државата, или се пробува со него со субвенциите да се зголеми. Субвенциите и играат улога во демографската карта на државата. Значи ја стопираат миграцијата држава во друга држава или миграција село во град. Ако нема субвенции, верувајте тешко на тие индивидуални земјоделци во државата. Најсрамно е што е излезено од устата на човек што рече јас сум роден на нива и знам убаво што е земјоделство. Еве, било кој нека ми објасни дека некој индивидуален земјоделец, ако претходната година ги вклучил сите агротехнички мерки, стручни, тоа се користење на вешки ѓубрива, наводнување, семенски материјал, на време на берба, складирање и ги предава истите количини во некое откупно предпријатие. Што ако следната година пак со истите агротехнички мерки на стручен начин ги имплементира истите, затоа што сите агротехнички мерки, ако се како што треба преземени, е како оркестар. Само една, ако не работи како што треба, нема да имаме добра музика. Што во тој случај? Затоа што човекот го достигнал максимум. Значи, и тој што најмногу работи нема да добие. Се поставува прашањето што со тие луѓе. Добро, дали, например, еве, повторно ќе ве прашам, од оваа агенција, која што треба да биде, нели, агенција во таа насока за поттикнување и развој, дали воопшто оттаму имаат укажано на Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството функционира од 98 година во нашата држава, пред тоа беше од 76-та како центарот за унапредување на земјоделството. Срамно е што за прв пат агенцијата нема директор.
Значи веќе неколку месеци, односно со новата власт, оваа агенција нема директор. Луѓето не знаат што да работат, никој не ги менеджира, не се тие виновни. Треба да има глава во куќата, односно менаџер во институцијата за да им каже што да работат. Управниот одбор се смени, претходно управен одбор беше составен од председатели на земјоделски здруженија и асоциации во државата. Шакле, Фаризанов, Ванчо Митев и така натаму, Кирејов, да не ги спомнам сите, вклучително и професори од земјоделски факултет. Еден беше од институт, еден од професор, како стручно способени лица. Сега тоа што се случува, се смени управниот одбор, намален е бројот на членови, но имаме представник од фирма која што се занимава со продажба на земјоделска механизација, што е спротивно на етиката на работењето на Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството, затоа што таа прави планови и технички предлог проекти за земјоделци кои што сакаат да набават механизација. Сега во управен одбор имате човек што е од фирма која што продава земјоделска механизација. Не знам зошто не реагираат другите фирми кои што продаваат земјоделска механизација, па во управен одбор да влезат само луѓе од продажните фирми. Потоа имаме човек што беше осуденик за силување на малолетно лице во управен одбор на државна институција. На тоа плюс да нема директор. Ако некој може да каже стручен совет што да се случи со неговата земја, што да се случи со неговите земјоделски капацитети, тоа се вработени советодавци од Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството. Затоа што тие се прво високо квалификувани, второ се обучени. Во нив државата инвестирала од 98 година навам, а претходно и некој друг инвестирал. Срамота е да се занемарат тие луѓе и да се стават на работ на исчезнување на агенцијата. Ја спомнавте механизацијата, ќе има ли промени во тој дел во според плановите на новата извршна власт или се уште не сте запознаени? Од тоа што го изјави министерот е дека ќе се обезбеди ребаланс на буџет, односно зголемен прилив на пари за одобрување на програмата во националната програма за млад земјоделец, што значи дека програмата што ја креираше ВМРО за помош на млади земјоделци продолжува, тоа е добро, значи следат нешто што ние сме го направиле и создале. Ако направат ребаланс на буџет, односно ако обезбедат дополнителни средства, е добро за младите земјоделци, односно за сите оние кои што аплицирале, па се надам дека сите оние кои што се направени кои што треба деловни планови, односно технички предлог проекти ќе поминат. Што значи таа мерка за која што слушнав зелена нафта, што тоа значи? Што тоа би опфатило? Вака, значи она што и во програмата на новата влада е запишано, иако голем дел се декларативни заложби, меѓутоа ја има мерката зелена нафта и тоа е мерка која што на некој начин ние ја надминавме во минатото. Таа е дел од групата на мерки, така наречени инпут субвенции за земјоделците, кои што реков, ги надминавме во минатиот период. Зошто ја надминавме? Затоа што доколку на Република Македонија стратегиска цел е прилагодувањето и влезот во Европската Унија еден ден, Република Македонија мора политиките во делот на земјоделството да се ги прилагоди согласно заедничката земјоделска политика на Европската Унија. Бидејќи, кога ќе станеме членка на Европска Унија, ние веќе нема да имаме национална политика, него целосно ќе ја презееме таа европска политика. За да не ни се случи бум во моментот кога ќе се надеваме еден ден ќе станеме членка, дали поскоро или подоцна, ни потребен е еден подолг временски период за прилагодување. Тој временски период на некој начин ние го започнавме, ајде да не речем одма од 2006 година, меѓутоа и со формирањето на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството, и со Законот за земјоделство и рурален развој, и еден период подоцна, значи ние постепено она што го имавме како мерки, постепено се обидувавме да го прилагодиме. Затоа денес имаме голем дел од директната поддршка на земјоделците се исплаќа по единица капацитет, бидејќи тоа се европски политики. Со тек на време ние не да ги имаме овие мерки, инпут субвенции, него ние постепено ќе треба да ги насочуваме мерките кон чиста доходовна поддршка, значи кон производно неврзани поддршки во земјоделството, односно да не се врзуваат со поедини сектори. Но, да го направиме тоа, потребно ни е, значи, еден транзицијски период во кој што ќе ги стабилизираме подсекторите,
Не зборувам дека секогаш ќе ги изголемиме капацитетите и производството, но ќе ги стабилизираме и ќе овозможиме еден стабилен развој, а поддршката на земјоделците ќе дојде како поддршка која што ќе се исплаќа на цел капацитет. Многу е значајно да повторам и ќе се надоврзам сега и на ова прашање, многу е значајно постепено политиките, односно мерките да се градат, да бидат што е можно побрзо имплементирани. Да не се чекаат премногу контроли, мерките да бидат, мерките да бидат спроведувани на релативно брз, едноставен и ефтин начин за државата. Значи, она што сега се имавме можности да слушнеме, не знам дали така ќе биде, ќе го следиме. Моделот на поддршка да се менува со зелена нафта, со семе и саден материјал, со заштитни средства е сосема погрешна насока во која ќе се оди, доколку се оди во таа насока, од повеќе причини. Најпрво, целосно... Вака сега, што значи тоа? Замена наместо финансиски средства да се дава семенски материјал, заштитни средства, зелена нафта или така? Во тој дел, со образложение дека ќе се намалуваат трошоците. Меѓутоа, мора да се постават и одредени повисоки одредби, односно задолженија кои што сме ги презеле. Сме презеле задолжение со членството во Светска трговска организација. Каде што тоа се мерки од така наречената црвена кутија, која што државата не може да ги имплементира неограничено. Си има таму одредени принципи по кои што може во одреден краток период да искористите вие таква една мерка. Меѓутоа, тоа не може да биде систем. Значи, таков систем не може да биде. Ние имаме подпишано договор за асоциација и стабилизација со Европската унија. Исто така, че ние не можеме такви мерки да применуваме. Ние сме членка на ЦЕФТА. Значи, договор за слободна трговија во регионот. Има, Србија, да речеме, ги има овие мерки. Меѓутоа и Србија постепено почнува да ги отстранува овие мерки, бидејќи се транзитира кон мерките на заедничката земјоделска политика на Европската унија. И вие утре задутре може било кој од овие пазари, каде што сега настапуваме без царински давачки, било кој од нив да ви направи обструкција на влезот наш тамо, бидејќи одиме со условно некој дампинг цени, односно сме влијаеле на цената на производот. Затоа ние зборуваме дека и поддршките по единица производ постепено треба да ги укинуваме, токму затоа што тие пак од друга страна предизвикуваат така наречена нарушување на пазарната цена, односно влијаеме директно со буџетски пари во да тоа да им ја зголемуваме конкурентноста. И зошто не треба ова да го правиме? Затоа што сепак финансиската поддршка која што е изразена во пари им дава слобода на земјоделските производители да одлучат, сами да одлучат за својата производна структура, сами да одлучат за тоа кои сорти, кои раси ќе ги застапат на нивното стопанство, дали ќе применат, не знам, еколошко производство. Вие ако му даете, не знам, некое ѓубриво кое што ќе го одреди некој во државата, се враќаме точно на центрите за унапредување на индивидуалното земјоделство, кои што го работеа тоа пред 98 година. Ние тогаш, да речеме, ставот беше и на Светската банка и на оние што ја правеа трансформацијата, дека не треба тоа да го правиме. Че државата не треба да биде таа што ќе им наложува на земјоделските производители кои сорти, кои раси, кои не знам, кои ѓубрива, кои заштитни средства ќе ги користат. Државата само може да ги насочува политиките кон она каде што државата сама има поради природните услови ќе обезбеди конкурентна предност утре на пазарот, а одлуките ќе бидат, значи, на самите земјоделци. Така.
Ги спомнавте политиките кон приклонувањето кон заедничката европска земјоделска политика. Тука се тие европски предпристапни фондови кои што се користат, тоа е ИПАРДот. Имаше доста критики околу искористеноста на овие фондови. Каде заглавуваше, каде е спасот? Точни ли се тие критики дека не се доволно искористени? Зошто не се доволно искористени? Да. Кај нас во државата не е 100% искористеност на средствата што стигаат од Европската Унија, но за споредба со некои држави од околината кои што имаат многу голема искористеност, кај нас е не повеќе од 15%. Но немојте да мислите дека тука само е проблем на власт или на институција. Власта е таа што обезбедила да стигнат тие пари тука. Но како понатаму ќе се реализираат е работењето на институцијата во соработка со земјоделците. Кај нас малку земјоделците се скептични и тој пат на трчање до целосна реализација не е секојаш финиширан. Станува збор за аплицирање во ИПАРД на 3 мерки, тоа е 101, 103 и 302, каде што 101 е за земјоделска механизација, 103 е изградба на откупни преработувачки центри и 302 е диверсификација во рурални места, каде што ИПАРД насоката кажува убаво дека мора да се направи договор со Агенцијата за финансиска поддршка од страна на земјоделецот, да се инвестира 100%, па потоа се враќаат, односно се конфинансираат меѓу 50 и 75% во зависност од староста на земјоделецот, полот или пак на која надморска висина или развиено неразвиено рурално подрачје. Кога ќе дојде моментот за финиширање, тука заглавуваат работите. Значи имаме луѓе што добиле, потпишале договор и на крајот се откажуваат, затоа што кога ќе му се соопшти дека треба таа механизација да инвестира 30.000 евра, човекот нема моќ тоа да го направи, се откажува. Тоа е причината зошто имаме само 15% реализација. Но ние не седевме со скрстени раце. Обезбедивме 25 милиони долари како грант, односно кредит за сите земјоделци кои што ќе сакат да инвестираат во ИПАРД. Тоа значи дека секој оној кој ги одредуваше условите? Условите се европски или условите беа наши? Европски услови кои што се од таму се наложуваше дека мора да биде точно, а потоа да се вратат. се спроведува со помош на комитетот за ИПАРД, во кој што членуваат директорите на Агенција за финансиска поддршка, на Агенција за поткрепа на развој на земјоделството, министерството, представници од факултетот, факултетот за земјоделски науки и храна и така натаму. Но знаете дека кога се рече дека ќе имаме 25 милиони долари кредит за сите оние кои што ќе инвестираат, веќе процентот на реализација може многу лесно да скокне. Со самото мое назначување во Агенција за финансиска поддршка, обезбедивме 80 луѓе дополнително од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство кои што ќе реагираат, односно ќе помагаат во што е можно побрзо изготвување на одговорот на тие технички предлог проекти, односно деловни планови. Проблемот е сега што воопшто не се работи на ИПАРД, иако заврши огласот. Имаме околу 1180 апликации, ниједна не е разработена, ниједна не е прегледана. Не може земјоделецот да аплицира и да чека 2 години одговор. Тоа може да се случувало порано. Затоа ние правевме промени. Значи да земеме луѓе од другите институции, затоа што човечкиот кадар во платежна агенција не беше во можност тоа да го направи, затоа што имаме во исто време национална програма, субвенции, контрола и така натаму, па одлучивме да позајмеме луѓе од други институции кои што се веќе оспособени за тоа, затоа што имаме и партело и во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Сето тоа беше прекинато. Значи немаме мрднување во таа насока. И веќе не се работа на ниеден ИПАРД проект, односно деловен план во платежна агенција. И веќе слушавме планови за планови кои што би придонеле кон развој за искористување на тие фондови. Да, тие планови беа од нас направени, односно да се обезбедат 25 милиони долари и да се секој кредит, односно каматна стапка, која што ќе ја подигне земјоделецот, да биде 50% финансирана од страна на државата. Тоа значи ако плаќа 6% во банка, за да подигне земјоделската механизација, 3% ќе му плаќа државата. Тоа се планови кои што почнаа со реализација. Веќе неколку договори јас ги имав веќе потпишено за каматната стапка. Сега би ме прашал уште нешто. Кога зборувавме за системот за контрол и кога зборувавме и за исплатата на субвенциите, колкави се можностите на платежната агенција и воопшто на институциите да извршат контроли на терен, за да може да се направи увид на она што е сега ова нова мерка по произведено? Не повеќе од 7%. Што значи не повеќе од 7%? Значи максималниот број на земјоделски стопанства
од сите оние кои што се пријавуваат за аплицирање, тоа се тие 90.000. Значи околу 90.000 се пријавуваат. Точно, а 180.000 се евидентирани. Добро. Значи имаме разлика од евидентирани, регистрирани, односно оние кои што барат субвенции, односно аплицираат во системот за субвенционирање. Од тие 90.000, не повеќе од 7%, односно 3.600 земјоделски стопанства со постоечкиот човечки кадар и капацитет на платежна агенција може да бидат исконтролирани во тек на една сезона, една вегетативна сезона. Врз основа на нив, тоа е рандом избор, односно случаен избор, се гледа колку е успешност, односно тоа што се пријавува со тоа што е на терен. До сега е добро затоа што нашите земјоделци не сакаат да лажат. Затоа што зависат од тоа. И се свесни дека контролата може да го одбие за тоа што го работи и за 3 години да биде казнет за ништо да не добил. Затоа не се дрзнуваат да лажат. Нашиот земјоделец е измачен, но со сигурност е искрен. И чест, да. Токму така. Професоре, имате да се надоврзете, ве чувствувам од прега кога имате да се надоврзете на... Само сакав да кажам, знаете, многу често се зборува за тоа и се дебатирало на многу форуми, состаноци и така натаму. Се користи дури и во негативна конотација дека Македонија не ги искористи средствата од ИПАРТ 1, односно имаше многу мала искористеност. Мал процент на искористеност, еве слушнавме од директорот 10 на 15%. 15%. Да ви кажам, при историски, односно компаративно, ако земеме сите држави кои што пристапија во Европската Унија, најдобро може да се види со онија големото проширување на Европската Унија од 2004, 10 држави што влегоа и меѓу кои и дел од држави на бивша Југославија, тоа беше само Словенија, па подоцна и Хрватска, но и другите. Значи, на почетокот, сите кога пристапувале, кога започнувале со користење на предпристапните фондови, сите на почетокот имале големи проблеми. Мислам дека при првиот повик Словенија имала 9 или 10 апликации само. Знаете, тоа е еден инструмент за предпристапна помош кој што има строги, многу строги критериуми. Значи, кој што тоа е постапка од која што учиме. Значи, сите учиме. Значи, тоа е, и нашите земјоделци не се навикнати, односно, не знаева на почетокот, дури и ние како луѓе кои што сме ги следеле тие состојби, не бевме се уште доволно упатени додека не се започне со целата постапка. Но, второ, проблемот со така нареченото рурално кредитирање е проблем кој што екзистира и кај нас, и кој што не го следеше на почетокот, значи, овој процес. Што значи кофинансирање? Значи дека секој оној која има идејата, кој ќе го изработи бизнис планот, мора 100% да го реализира. Тек откако ќе го реализира, откако ќе се изврши контролата, тек тогаш почнува постапката да му се вратат 50 или 60%, зависи од тие прифатливи трошоци кои што ги има. Значи, секој што сака да инвестира, не знам, 100.000 евра, не се во можност, значи немаше кој да ги прати овие проекти и заради тоа, значи бидејќи е процес на учење, со тек на време, прво покрај тоа што се направија одредени модификации на ИПАРТ програмата, ИПАРТ 1, се креира и одредени инструменти. Да речеме гарантниот фонд, најновиот што се формира, 25 милиона долара. Потоа се обучија голем дел од советниците од агенцијата за да ги изработуваат тие планови, да ги кампањата за информирање на земјоделците како се пристапува кон тие фондови. Каматна стапка, приватни консултантски куќи. Каматната стапка, значи сето тоа се градеше и сметам дека со ИПАРТ 2 ќе се подобри состојбата. Ова треба да се продолжат овие активности кои што беа започнати, но добро е што на Република Македонија единствена во регионот користеше ИПАРТ 1. Значи, знаете колкава е работа да се изработи ИПАРТ програмата најпрво. Тоа беше, значи, една сериозна ангажираност во 2007, 2008, дури 2009, некаде во декември првиот повик ни го дадува да го искористиме. Затоа, кога се зборува, значи, за искористеноста, односно неискористеноста на средствата, треба да се имаат сите овие аспекти во предвид.
Ке се вратиме назад кон руралниот развој и производството, значењето на производството на храна веднаш по рекламите. Еве не повторно во отвореното студио продолжуваме да дискутираме за предизвиците за производството на храна во Република Македонија, развој или стагнација, што ќе донесат новите земјоделски политики. Со мене во студиото се магистар Игор Златков и професор доктор Драги Димитриевски. Ги споменавме и руралниот развој и сите зафати, ги споменавме и значењето на субвенциите во однос на руралниот развој и што тоа значи за оние земјоделци кои што се таму. Но една од забелешките кои што ја ги постави извршната власт беше дека субвенциите не се замена за социјална помош, не се социјална мерка. Да, не се. Тие се субвенциите се оние кои што ќе го одржат производството во државата. Че не зборуваме за социјална помош. Ако сакаме производството во оваа држава да остане барем на таа граница која што имаме сега, мора да постојат субвенции. Ние не сме Војводина каде што имаме 40 или 50 сантими хумусен слој. Значи, обработлив квалитетен хумусен слој. Ние имаме многу понизок. Ние немаме систем за наводнување до било кој дел од државата. Имаме само 110.000 хектари покриен систем со наводнување, од кои функционираат кај 87.000 хектари. Значи, не можеме сегде тоа да го приуштиме да имаме наводнување и висока агротехника. Токму затоа постојат субвенции кои што ќе го одржат производството. Не сме никој да споредува субвенции со социјална помош. За социјална помош имаме Министерство за труд и социјална политика. Овде станува збор за издржливост, односно за одржување на производство и, ако може, зголемување на производство. Претходната власт имаше тенденција за извоз. Значи, ние сакавме што е можно повеќе да извезуваме, но најпрво од се е да се нахраниме самите себе, да произведеме доволно за самите себе, за да не мора да увезуваме. Но кој што рече професорот, ние сме членка на ЦЕФТА, не може само да извезуваш, а да не увезуваш. Во исто време и ќе увезуваш и ќе извезуваш. Колку повеќе ќе извезеш, тоа кажува колку си повеќе успешен. Значи, ние мора да произведуваме храна, ние мора да извезуваме храна, но претходно да обезбедиме за самите себе. Како агроекономист, колку субвенциите се социјална мерка, нели? Значи, по дефиниција, директните плаќања се доходовна поддршка. Значи, тоа се субвенциите кои што го поддржуваат доходот на земјоделците. Ќе кажам дека одлука на земјоделците подоцна ќе биде како тие средства ќе ги користат. Што е доход на земјоделецот. Нормално дека целиот доход кој што се создава од продажба на производите, од услуги дали ќе направи земјоделското стопанство и од субвенции, земјоделците си го планираат и си проектираат ново производство. Значи, доходовната поддршка значи интерес на производителите на храна во Република Македонија да остане интерес за да остварат доход и да останат во самото производство. Доколку го нема ова, земјоделците, дел од нив постепено ќе почнат да го напуштаат земјоделството. Ако еднаш некој напушти земјоделско производство, верувајте, нема да се врати. И Европска Унија, значи ние ги правиме анализите, 80% од целокупниот буџет кој што оди на програмите, значи на трите столба, значи столбот за финансиска поддршка, односно субвенциите, руралниот развој и услугите во земјоделството, 80% од вкупните средства одат за субвенции, односно за доходовна поддршка. Не секогаш, значи ние, ако сигурно дека програмата за рурален развој се структурни мерки кои што ја менуваат структурата, доведуваат до зголемување на стандарди, значи обезбедуваат одредено подобрување на производството и олеснување. Меѓутоа не секогаш сите земјоделци им е потребно да пристапат кон таа програма. Ние имаме земјоделски производители, посебно овие ситните земјоделски производители, кои што можеби во дадениот момент се опремени, користат современи технологии, се уходани, го имаат специјализирано и усвоено производството. Доколку нив не има возможните, значи, финансиска поддршка, односно субвенција или доходовна поддршка,
тие можеби поради разни нарушувања кои што ќе се случат на пазарот да не го остварат доходот. Ако не го остварат 1 година, 2 години, тие веќе се толку исцрпени што не можат да пристапат ни кон програмата за рурален развој, ни кон тие мерки кои што се, да речеме, структурни мерки. Што сега во структурни мерки ќе можат да ги земеме производителите на јаболка во Ресен кои што 2 години веќе страдаат без производство се? Ако ги оставиме без таа поддршка за одржување на насадите од 20, колку поправете ме, директоре, по хектар. 30.000 денари по хектар. 30.000 денари по хектар. Ако ги оставиме и без тие 30.000 денари по хектар, тие значи ќе треба да го напуштат тоа производство. А што да ги правиме во тој насадите. случај, да речеме, со цели општини, како каде вирееше праската најмногу и Росоман. Така, знаев дека дека вие ќе го кажете Росоман. Да, сигурно. Значи цела општина мислам дека дека зависи од земјоделие. Таму и нема необработено земјиште колку што. Таму дефинитивно е чист пример за проблем кој што настана при нарушување на пазарот. Значи, за жал и тука владата неспретно реагираше, морам да кажам. Значи, донесе мерка која што е неспроведлива. Видете, значи, рече дека по килограм, не знам, откупени праски ќе даде 6 денари. Меѓутоа, нема откуп. Значи, проблемот е вие да им обезбедите откуп. Не е проблемот дали вие ќе им дадете 2 денара или како што е 30.000 денари по хектар. Значи, да има откуп, значи треба да се повлечат количини на производството од пазарот, за да може да се стабилизира цената, односно да порасне цената до одредено ниво со кое што тие би биле задоволни. Само да се надоврзам, во тоа време во Росоман земјоделците не побараа коригирана цена, тие побараа да се обезбеди откуп. Аматерски беше кога ќе излезе министер и ќе рече може слободно секој да добие 6 денари по килограм, доколку го предаде во откупен центар, а откупниот центар не постои или не откупува. Значи, не смееме да се играме со земјоделците, тие се многу чувствителни луѓе, затоа што зависи од тоа. Земјоделството тие како куќа на отворен, значи без кров. Добро, спомнавте министерот на терен, колку се, еве да речеме, министер, заменик, рековме директор на агенцијата, нема на терен? Еве, не знам, од април наваму, дали некој од нас тројцата го има видено новиот заменик министер за земјоделство? Дали воопшто знаеме име, презиме, дали знаеме човек како изгледа, дали се соочил некој со проблемите на земјоделците? Имавме проблем со откуп на праско, имавме измрзнување на сливи, измрзнување на ореви, измрзнување на јаболка во Ресен. Дали некој човекот ги посети да им каже дека за 2 стои владата, или сите ќе бидете обештетени, или ќе направиме анализа, ќе ги инволвираме сите институции во државата со цел да видиме кој е процентот или што треба да направиме за обештетување. Не знам, еве имаме нов директор на Агенцијата за финансиска поддршка, го нема нигде на телевизија, да излезе да каже да сподели некое мислење, колку што знам тој е агроном, да сподели некое мислење со земјоделците, може ќе ги посоветува, може ќе им помогне. Министерот се појавува на телевизија, но сепак човекот е правник кој што настапува повеќе политички и функционално. Добро, ги слушаме, да, през конференциите каде што се зборува за тоа што било сработено, но од еден друг дневно политички аспект повеќе повеќе отколку за реалните проблеми на земјоделците. Уште една од забелешките за оние што се и не се толку инволвирани во овие креирања политики и воопшто со познавање на земјоделството, се извинувам, беше дека Македонија и покрај субвенциите е увозно зависна. Сега, рековме дека увозно зависна е не само заради тоа што е капацитетот толкав колку што е, толку и заради разните договори, но и, да речеме, увозно зависна е и заради промената на начинот на живење, барем јас така го гледам, заради нови култури кои што се побаруваат, еве, чисто за пример, аспарагус, кои што го менуваат и воопшто ликот на македонското земјоделство и воопшто еден пример само одледување на ноеви, да речеме. Тоа се култури кои што не биле тука. Еден пример да посочам. Хрватска мислите дека нема доволно млеко за да се исхрани самата себе, па мора да увезува од Европска унија. Така е наложено. И рекоа дека млекото мора да дојде од таа и таа држава и да се произведе кај вас. Мислите дека Хрватска нема доволно грашеви на вино, па мора да увезува од Македонија? Па Хрватска може да ја напие со вино, да го напие цел Балкан со вино. Но мора затоа што има подпишано договор. Исто така и ние. Ние, без разлика што произведуваме краставици, некојаш мора и да увеземе. Видете, знаете, стручно мислење од агроекономија. Исто така ова многу се дебатира.
Меѓутоа, кога се дебатира, да не се зборува само чисто ако се земат бројките и се искомпарираат. Јас кажав, вистина имаме зголемување на увозот, меѓутоа имаме и огромно зголемување на извозот. 3 пати е зголемен извозот од Република Македонија. Тоа е се резултат на глобализацијата и на договорите за слободна трговија која што Република Македонија ги прифатила и мора да ги имплементира. Втора работа, мора да се каже дека дали секако треба да се има во предвид структурата на земјоделско-прехранбените производи. Што се влегува во таа структура во земјоделско-прехранбени производи, што се увезува. Ние мора да увезуваме производи кои што ги немаме. Објективно не можеме да ги произведеме. Кафето е таму. Кафе ние не произведуваме. Јужното овоштие, целото јужно овоштие го увезуваме. Но и производи за кои што Македонија нема компаративна предност и не може да ги произведе. И на долг рок, што и да направиме, тешко дека ќе го задоволиме целокупната наша потрошувачка со домашно производство. Можеме да ги намалиме, да, например, месото, кај млекото сме релативно добри, се зголемува тој процент на самозадоволување. Кај пченицата. Ние пченица од секогаш сме увезувале. Без разлика што, ако земеме да видиме колку е производството, ние тука сме некаде. Она што ни е потребно, ние ќе го произведеме. Меѓутоа, голем дел од таа пченица не влегува на пазарот, него самите земјоделци ја користат за најразлични потреби. Дали ќе го хранат добитокот со неа или за сопствени потреби ќе го искористат, че не влегува во тој пазар. И нормално дека ќе ја увезуваме. Исто така, сето ова мора да се стави во светло и на ова вие што го кажавте, односно на зголемување на стандардот и доходот на населението. Чим се зголемува стандардот и доходот на населението, растат преференциите како потрошувачи наши на производи кои што имаат повисока додадена вредност и кои што се поскапи при увозот. Ние порано пиевме обично кафе или кафе со наут, 200 грама со 100 грама, го памтиме тоа време, меѓутоа денеска прашајте дали некој од младите знае што е тоа. Сите тие пијат еспреса, па лаваци, па не знам, производ кој што е со релативно висока додадена вредност, кој што е многу поскап компаративно во периодот кога сме имале помал увоз. Ние секогаш сме биле увозно зависни за храната. Исто така, развојот на одредени други сектори, развојот на туризмот. При развој на туризмот вие мора да му понудите на туристот некои производи кои што е тој навикнат. Да речеме, водата е еден од производите кои што е во структурата на увозот. Меѓутоа, одредени елитни ресторани кои што доаѓаат, гости кои што се платежно способни, сигурно дека бараат вода Евиан од Франција да им ја увеземе или не знам. Сан Пелегрино од Италија. Да, или Сан Пелегрино, или вина. Пивото е веќе производ кој што слободно се увезува без царини. Така да, сето тоа го придонесува да имаме еден таков дефицит во трговската размена. И тоа нема да може да го намалиме. Без разлика на што ќе направиме, без разлика кој ќе биде во владата, ние како Република Македонија треба да се стремиме да си ги зајакнуваме оние сектори во земјоделството кои што имаат компаративна предност и кои што се извозно ориентирани, оние сектори кои што имаат стратегиско значење за Република Македонија, сепак ќе ги задржиме без разлика што немаме компаративна предност, меѓутоа ни се значајни, и на еден таков начин да обезбедуваме еден хармоничен развој. Треба да ги зајакнуваме таа пазарна инфраструктура која што ќе ни овозможи да успешно менаџираме со вакви предизвици како што беше падот на цената или немањето откуп на праските или бостанот подоцна дојде и така натаму. Само да се надоврзам дека ако светска организација многу казнува по некои држави кај што имаат политички спор, баш со тоа стопирање на увоз и извоз. Немој да мислите дека ние немаме пробано да извезуваме, ама да не увезуваме.
Тоа се случи во времето на Лупчо Димовски, кој беше министер, кога сакавме да го забраниме увозот на брашно и пченица од Србија. Така. Да, но тие ни веднаш стопира увозот нивни на нашето вино. Или условен увоз. Значи, ние имаме пробано да менаџираме с такви работи. Но кога има договор и кога на тој договор стои некој поголем од тебе, мора да се почитува. Напоменавте и денеска дека доколку некој се одрати од земјоделството, тешко дека се враќа назад. Сепак овие земјоделски политики кои што се водеа измината декада ги вратија доста од луѓето назад кон земјата и обработката на земјата, дел како нели социјална мерка, дел како нешто ново и доходовно, се вратија дури и козите во Република Македонија. Колку е ваков пресек лоша политика, уште еднаш ќе прашам, доколку се одржи долгорочно во насока од 2 до 4 години, колку ќе влијае и колку тешко ќе може потоа да се, ако има штетни последици овака како што се и ако не се послушаат критиките кои што се укажуваат, колку тешко ќе може да се вратиме назад во еден колосек кој што е воспоставен. Тоа ни е целта. Следејќи ги политиките, најавите да превенираме да не се случат вакви работи. Така треба да бидеме разбрани. И јас така треба да бидам разбран. Затоа што паѓањето на одреден сектор, значи ќе ни требаат години за да го вратиме. Доколку го уништите добитокот, молзните крави да ги земе. Вас ви треба 3-4 години да го обновите стадото. Доколку кај долгогодишните насади. Исто така, ние велиме дека период на инвестирање во долгогодишен насад е периодот се додека вкупните приходи не ги надминат вкупните трошоци. А тоа е тек во 4-та-5-та година кај некои насади. Кај едногодишните култури, доколку се оневозможи за земјоделците да не можат да го свртат циклусот од 1-2 години, ќе го напуштат. И не знам што ќе им правиме на тие луѓе. Тоа се луѓе кои што живеат во рурални средини, тоа се едно силно ранливо население. Доколку значи нема програми за нивно ангажирање дополнително, диверзификации да се направи диверзификација на доходот кој што го остваруваат од други извори, не знам што би се случило со тие луѓе. Веројатно ќе треба да креираме тогаш силни програми на социјалната политика, на Министерството за труд и социјална политика, а вамо веќе не би имало смисла да креираме некои политики ако нема кој да пристапува кон тие мерки и политики. Да ви кажам само дека субвенционирањето исто така помогна покрај стопирање на миграцијата село, град и од нашата држава во некоја друга држава е и да се обнови на годишната возраст на луѓето што произведуваат земјоделски култури. Затоа што традиција е повозрасни тоа да го прават. Целта на претходната власт беше да се инвестира во млади луѓе кои што ќе може да ги заменат своите родители или дедовци во производство на земјоделски култури. Затоа беше програмата Млад земјоделец, затоа имавме програма како проекција дека за секоја сопруга која што ќе се врати на село да ќе има 18 лични примања, односно 18 плати, се цел малку да ги оживиме селата. Затоа што сведоци сме дека некои од селата беа испразнети. Но сега имаме фамилии кои што од град се враќаат во село, па дури и од други држави доаѓаат да инвестираат во селото. Фабрика за чипс се произведува во Битолско село и тоа од странец кој што е повратник од Австралија. Најголем производител во регионот на Битола е повратник од Австралија, односно на овци, 3400 овци има човек. Се инвестираше во тие луѓе за да почнат да заживеат, ама тоа е примарното производство. Покрај тоа имаме секундарни индустрии кои што го потпомагаат тоа производство. Значи, при производството на тутун не се само тие 35.000 земјоделски стопанства кои што произведуваат, секундарната индустрија е целата таа индустрија која што го потпомага производството. Пример, производството на најлон, производството на вештачки ѓубри, транспортните предпријатија и така натаму. Секако, тоа што беше и напоменато тука, беше дека и развојот на туризмот, воопшто руралниот развој е една од гранките кои што... Руралниот туризам? Па, прилично станавме познати и по туризмот со винскиот туризам, за храната, еколошкиот, руралниот, нели, посетата на сите оние убавини и оние подзаборавени места околу езерата, природните езера во Република Македонија. Времето е кусо. Се надеваме дека овие мерки и овие укажувања ќе бидат
прифатени и дека извршната власт ќе биде отворена за прифаќање на овие забелешки како нешто што е за добробит на државата и за развој на државата, а не само како дневна политика. Професоре Димитриевски, професоре Златков, натаму идете кон професор. Се надевам дека повторно ќе се видиме во овој состав, можеби и проширен, можеби ќе имаме и представници од извршната власт кои што за жал беа спречени денеска да бидат овдека присутни со нас во студиото и дека ќе може да ги судриме аргументите како што велите. Ви благодарам на вниманието, останете со програмата на телевизија Нова. Ви благодарам. Благодарам.